Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на денешниот час. Јас сум Драган Јанковски, наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методи, учим општина Крушево. Денес заедно со мене ќе учиме за парни и непарни броеви. Пред да започнеме со часот, ве повикувам да се подготвите, отворете ги тетратките по математика и подгответе го приборот за пишување. Откако ќе го направите тоа, продолжите со следење на видеолекцијата. Што ќе научиме? Ќе ги научиме парните и непарните броеви до бројот 100. Ќе научиме дека парните броеви може да се поделат на два еднакви дела. И исто така ќе научиме дека непарните броеви не може да се поделат на два еднакви дела. На почеток ќе ве запознам со ова мајмунче. Тоа ве поздравува, ви прави чао, но исто така сака да ве праша нешто. Дали можете да му одговорите дали тоа, затоа што е само и е едно, дали представува парен или непарен број? Ако одговоривте дека е непарен број, тогаш имате точен одговор. И запомнете, секогаш, без оглед на тоа колку членови брои некоја група, ако целата група ја поделиме на парови и на крај ни остане еден што е сам, тогаш станува збор за непарен број на членови на таа група. Ајде да изброиме колку прсти има на својата рака ова мајмунче. Дали има парен или непарен број на прсти? 1, 2, 3, 4, 5 прсти. Што мислите? Парен или непарен број на прсти? Ајде да ги поделиме прстите на парови и така ќе дознаеме дали имате точен одговор. Еве го првиот пар на прсти, вториот пар на прсти и на крај еден прст ни останува сам. Сетете се што ви спомнав на почетокот, дека секогаш кога имаме еден што ни останува сам на крајот, тогаш станува збор за непарен број. Имаме две малечки мајмунчиња, додека тие си играат, ние ќе го дадеме одговорот на прашањето дали се тие парен или непарен број. Двете мајмунчиња се пар и представуваат парен број. Сега имаме колку мајмунчиња? 1, 2, 3. Дали се тие парен или непарен број? Тие представуваат непарен број. Првите две мајмунчиња, ако ги гледаме како пар, ќе бидат парен број, меѓутоа имаме едно мајмунче кое е само. И токму заради тоа, трите заедно како група ни представуваат непарен број. Значи бројот 3 е непарен број. Ајде да броиме заедно колку мајмунчиња сега имаме. 1, 2, 3, 4, 5. Што мислите, дали се парен или непарен број? Сега ќе дознаете дали точно сте размислувале. Ќе ги поделиме на парови мајмунчињата. Еве го првиот пар. И овие две мајмунчиња кои се гушкаат се вториот пар. И на крај ни останува едно мајмунче што е само. Значи, петте мајмунчиња како група се непарен број, затоа што има едно за кое нема пар. На вашите монитори можете да погледнете приказ на парни и непарни броеви до бројот 20. Сега ќе имате една задача. Јас ви ги обележав во посебни групи и парните и непарните броеви. Едните ги заокружив, а другите ги стави во квадратче. Вие треба да откриете кои броеви се заокружени, а кои броеви се ставени во квадратче. Стопирајте ја презентацијата, убаво погледнете ги
броевите и потоа продолжете со презентацијата за да дознаете дали имате точен одговор. Точно одговорија оние ученици кои рекоа дека непарните броеви се заокружени, а парните се ставени во квадратче. Ајде да ги кажеме заедно сите непарни броеви. Броите заедно со мене. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Преминуваме на парните. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Сега паузирајте. Припишете ги сите овие броеви во вашите тетрадки и обележете ги на истиот начин. Запомнете, парен број завршува на цифрите 0, 2, 4, 6 и 8. Пример, 70, 192, 534, 776, 1238. Погледнете на кои цифри завршуваат. Затоа што завршуваат на овие цифри, сите овие броеви се парни броеви. Запомнете, деца, без оглед на тоа колку цифри има некој број, ако треба нека има 10 цифри, 20 цифри, вие секогаш можете да одредите дали е парен или непарен број. Ако завршува на 0, 2, 4, 6 или 8, тогаш тоа е парен број. А ако завршува на цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, тогаш е непарен број. Примери за непарни броеви: 71, 193, 535, 777, 1239. Сега, овие две правила препишете ги во вашите тетрадки. Значи, на кои броеви треба да завршуваат парните броеви, а на кои цифри завршуваат непарните броеви. Откако ќе го направите тоа, продолжете со следење на видеолекцијата. На вашите екрани сега можете да погледнете табела 100. Јас оваа табела 100 сега ја обележав со различни бои, со цел да ви прикажам подобро како се представени непарните, а како се представени парните броеви. Значи, кои броеви во табелата 100 се парни, а кои се непарни. Погледнете право самите и обидете се да одговорите на прашањето. Со зелена боја, кои броеви се прикажани? Парните или непарните? Ако одговоривте дека непарните броеви се прикажани со зелена боја, тогаш имате точен одговор. Со црвената боја се прикажани парните броеви. Сега паузирајте го видеото, убаво погледнете ја табелата и продолжете потоа со следење на видеолекцијата. Имаме една задача. Ви направив две групи на броеви. Вие треба да откриете од едната страна кои броеви ви се прикажани, парните или непарните. Откако тоа ќе го направите, открите на другата страна кои броеви ви се прикажани, парните или непарните. Обидете се сами, стопирајте го видеото и откако ќе одговорите, продолжете за да дознаете дали имате точен одговор. Ако одговоривте дека од оваа страна ви се прикажани непарните броеви, а од спротивната страна парните броеви, тогаш имате точно решение.
Парните броеви може да се поделат на два еднакви дела. Тука имаме парови на цреши. Сигурно сакате да јадите цреши. Сега, овие парови на цреши, треба да дознаеме дали на вистина може да ги поделиме на два еднакви дела, со цел да дознаеме дали ова тврдење е точно. Прво имаме два пара на цреши, кои треба да ги дадеме на двајца, да ги поделиме. Еве ќе ги поделиме за тебе и за мене. Може така? Првиот пар е за тебе, а вториот е за мене. По колку цреши ќе добиеме и двајцата? Ти ќе добиеш две цреши и јас ќе добијам две цреши. Значи ќе добиеме исти делови. Доколку ни пристигнат уште две други другарчиња, тогаш јас, ти и двете другарчиња заедно ќе бидеме четворица. Дали, ако ги поделиме паровите на цреши, ќе добиеме по ист број на цреши. Првиот пар за тебе, вториот за мене, третиот за првото другарче и четвртиот за второто другарче. Значи, сите ќе добиеме по ист број на цреши. Сега за бројот 6 и за бројот 8 направете го вие вашиот распоред. Откако ќе го направите тоа, значи треба да ги поделите на еднакви делови, продолжете со следење на видеопрезентацијата. Парните можат, а непарните не може да се поделат на два еднакви дела. Тука имаме ананас. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ананаси. Доколку ги поделиме на половина тука, доколку попречиме една линија, ќе добиеме две групи. Во едната група ќе имаме 3 и во другата ќе имаме 3. Од спротивната страна имаме непарен број. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи имаме непарен број и не можеме да ги поделиме на два еднакви дела, затоа што последниот, седмиот ананас е сам и не можеме да го поделиме. Време е да повториме, да видиме што сме научиле. Можете да погледнете мачиња на вашите екрани. Претпоставувам дека повеќето од вас имате како домашно милениче маче. Можеби некој од овие е мачето кое што е во вашиот дом. Прашањето е следно. Дали имаме парен или непарен број на мачиња? Што мислите? Тие се две мачиња и представуваат парен број. Сега повторно ги имаме двете мачиња, но уште едно маче кое е само, тоа е третото маче. Парен или непарен број? Значи, добро ако запомнивте, што имаме еден член во групата кој не можеме да го ставиме во пар, значи кој нема пар, кој е сам, тогаш станува збор за непарен број. Овде имаме три мачиња, односно непарен број на мачиња, затоа што ова маче е само. Сега на мачето кое што беше само му пристигна друштво. Сега и тоа си има пар. Колку мачиња имаме на сликата? 1, 2, 3, 4. Парен или непарен број? Парен број, точно така, затоа што можеме да ги поделиме на парови сите членови на групата. Еве го првиот пар и ете го вториот пар. Време е за игра. Ќе имаме задача на број на низа, која ги содржи броевите од 80 до 90, да направиме правилен распоред на непарните броеви.
и да ги поставиме на вистинското место на бројната оска. Еве може да ја погледнете тука бројната оска. Обележени се местата каде треба да ги распределиме овие броеви. Сега ние треба да откриеме кој број на кое место треба да биде поставен. Започнуваме со бројот 81. Дали можеме овде да го поставиме? Не, тука треба да биде бројот 89. Значи, каде е 81? Точно. Следен број е 83. 85 го поставуваме на вистинското место. 87 и на крај го имаме бројот 89. Погледнете. Дали сметате дека го имаме точното решение? Да, добро. Тоаш ги потврдуваме нашите одговори и ќе да знаеме дали точно сме ја решили оваа задача. Точно, одлично. Време е да ви ја зададам домашната задача. Треба да ги напишете парните броеви од 71 до 103 и непарните броеви од 92 до 104. Воопшто нека не ве загрижува што имате броеви поголеми од 100. Само сетете се на правилото, дека